Кога дома ви е тесно? Кога живеете со баба, дедо, нормално родители, сестра која не е омажена и 3 тетки од кои 2 се разведени, па повремено престојуваат кај вас. Вака се чувствува најголем број од мојата генерација и велат дека им е фино кога дома не се барем тетките на поседок. И тоа е индивидуално чувство на гужва на метар квадратен. Еве како се дефинира во науката. Еден дом се смета за пренаселен ако брачната двојка во домаќинството или пак еден неоженет или неомажен немаат посебна соба во станот или куќата во која живеат. Според европските критериуми, децата на 12 годишна возраст треба да имаат одделни соби, освен ако не се од ист пол, па така можат да спијат по двајца или 2 во една соба. Според резултатите со кои излезе Евростат, речиси 18% од европејците или секој 6ти жител од Европската Унија во текот на 2009 година живееле во пренаселени домови. Ситуацијата варира од земја во земја. Во Кипар, на пример, само 1% од жителите живеат во пренаселени домови, додека во Летонија таков е случајот со 58% од населението. Согласно правилата, условите за домување можат да се анализираат и преку проблемите како што се влагата, недоволната светлина или постоењето на санитарни чворови. Според податоците на Евростат, во домовите во кои протекува покривот или има висок степен на влажност, живеат 5% од финците, 7% од словаците и швеѓаните, 24% од бугарите, 26% од летонците, 29% од кипарците и 31% од словенците. Во недоволно осветлена или темни домови живеат 4% од жителите на Словачка, Финска, Холандија и Чешка, додека 11% од населението им влегува помалку светлост во домовите во Велика Британија и Летонија, а 16% во Словенија. Процентот од населението кое живее во домови без натрешни санитарни чворови варира помалку од 1% во 15 земји членки на Европската Унија, до 17% во Летонија и Литванија, 26% во Бугарија и преку 40% во Романија.